На денешната 43-та седница на Советот на општина Придлеп беше изгласан буџетот за 2016 година, кој е тежок околу 18,8 милиони евра. Според општината, најголемиот дел од буџетот ќе биде наменет за развојни капитални проекти, кои ќе бидат во интерес на граѓаните. Станува збор за еден развоен буџет во кој што се внесени сите оние проекти кои што ни ги барале граѓаните и ние сме ветиле дека ќе ги реализираме, како што се проширување на капацитетот на градинките, изградба на училиште во населбата Сточен пазар, набавка на нови автобуси, затоа што веќе како што најавив на една од минатите седници ние го проширивме и опсегот на јавниот градски превоз со уште две нови линии. Генерално продолжуваме и по самиот состав на буџетот, продолжуваме со реализација на сите оние проекти како што ги имавме зацртано во нашата програма. Буџетот на општина Придлеп ова година ќе пренеси некои си обврски од минимални 2 до 3 милиони денари, меѓутоа приходите кои што ќе бидат пренесени во текот на 2016 година ќе бидат нешто над 40 милиони денари, што дава една гаранција дека вака планираните проекти за 2016 година ќе бидат реализирани во висок процент. Буџетот него гласаше советничката група на СДСМ, која претходно ја напушти седницата, бидејќи не се усвои нивното барање на дневниот ред да се стави точката за отказите кои пред неколку денови ги подели менеджментот на компанијата Гентерм. Од СДСМ истакнаа и дека не сакаат да гласаат за буџет кој според нив бил неразвоен и само се покривале загубите на јавните предпријатија. Побаравме дополнување на дневниот ред со точка за дискусија и информација во врска од казните решенија на 141 работник од Гентерм, но ниту председателот на Совет Никола Димески, ниту градоначалникот Маријан Ристевски, ниту советниците на ДПМН немаат слух за проблемите на нашите сограѓани, веќе поранешни вработени на Гентерм. Председателот на Советот пак за оваа одлука на СДСМ истакна дека опозицијата ја напуштила седницата немајќи аргументи за развојниот буџет кој бил во интерес на граѓаните. Би рекол од немоќ, затоа што го гледаат и тие, и кај нив беше на увид буџетот, 20 дена видоа дека најголем дел од проектите ги реализираме тековно, за следната година ќе се реализираат уште многу други проекти, од немој да се спротивстават со аргументи, со факти, со позицијата, со локалната самоуправа, со советниците, мислам дека беше главната причина за напуштање на самата седница. Освен усвојувањето на буџетот на денешната седница како поглавна точка која се усвои е и новиот генерален урбанистички план, со кој ќе се помогне за побрзо и поефикасно донесување и на деталните планови.